Ајде. Добро вечер. Времето е топло. Се наоѓаме во ветер. 20 јули. Значи пред малку подготвивме една борба против скакалец и пајак. Меѓутоа ние закасневме. И сега ние сме тука форензичари. Да. Имаме форензичари. Сега снимаме што уствари се десува таа борба, што се дешаваше оваа чаша. И после тоа беа заробени двајцата храбри борци и од страна на оваа свеќа беа запалени. И сега уствари ние пробуваме да одгатнеме. Што? На кој зум, на овој, на стрелките? Стрелките зум бе, брат. Не снимај усвеќа, нема да се гледа ништо. Пробуваме да одгатнеме кој го убил уствари со форензички докази. Сега го извадивме скакулецот. Во борбата изгуби две нозе, задните главни. Едната му беше иззедена од страна на пајакот, другата, останатите му евете ова Белграđанка. Добро, да се навратиме на темата. А останативе му беа изгорени, додека беше брутално запалена страна на неидентификувана страна. Сори на нас, ама нема вез. Добро, нема врска. Полека гледаме, еве, надевме на нога, тоа е задна лева нога. Дел од задна лева нога. На скакулецот или штурет, не знам што е тоа. Овде како што може да видиме колега, добро брат, не се толку сега, нема само еден доказ, имаме уште друга страна да направиме. Тука ќе гледаме овде нема ништо. Не битен доказ. Пробуваме да го најдеме другиот борец сега за сега, меѓутоа немаме некаков прогрес. Ќе видиме како ќе тече истрагата. Полека, еве сега вака ќе го ставиме на маса. Ова е заедничката хартија во која што беа брутално запалени од страна на двајца луѓе. Имаш тука на раката, брат, каде? Хартијата е тоа. Сега полека ќе одготнуваме мистеријата стара 1000 години. Или 2 минути. Нема вез. Нема вез. Само момент, колега. Ќе ни треба уште една подлога. За да се почне да тече. Како што може да заклучиме, тука нема ништо. Така да тоа све се фрла у пепелникот. Добро. Колега е да ти твојата улога со снимањето земја. Тука како што гледаме нема ништо. Леле, цел живот бев усекување да откатнеме оваа мистерија. Оваа работна експедиција. Ова е моментот на мојата кариера. Моментот, ова се моите 5 минути. Знаеш како викаат, сега ще има 5 минути, ова се моите 5 минути, јас длабоко сум уверен во тоа. Сега, со моето знаење во Загреб школување, јас наоѓам на големи потешкоти да го одгатнам вториот член на оваа борбена експедиција, тоа е пајакот. Пајакот кој да го готнал оган. Ја мислам така. Меѓутоа, кој го направи? Еве го најдовме пајакот. Полека на сигурно, моето знаење во оваа област се исплатеше. 65 години студирање. 65 години работа. Еве му го стомакот. Како што може да видат на нашите драги гледачи и ни студенти што го учат од ова видео. Ова е многу битно видео. Јас можам со сигурност да потврдам дека го најдовме пајакот. Ете го пајакот. Другиот борец од борбата, што туку се појави, распрталавен од страна на скакулецот. И за некој чудо е изгорен, што врска немат каде ова изгореница, стварно врска. Јас стварно не знам од кај со ја парче на хартија изгорен. Господ знае. Глупости. Сега како што некој дете ги завикало слабост. Јас тука имаме тука уште една нога.
Тоа е дел, Се уште еден гледаш дел. дел од човек на нога е дел од друга нога. Тоа мислам дека е боцкалото. Кој може да го направи овој громорозен чин? Еве дел од боцкалото. Ова е дел од боцкалото на нашиот драг колега Штурецот. Штета што погина вака во борба. Штета. Аха, еве уште еден бут. Најдовме свински бут од скакулец. Или така наречен скакулечки бут во моето скопско наречен, или кај што се специјалитети бут од скакулец. Меѓутоа, ние колега престанахме тие да ги јаваме. Ке престанеме поради ово убиство на нашиот колега. Да. Мислам дека треба да го почитуваме тоа што умерон вака трагично. И да престанеме да јадеме неговите роднини. Која иронија, значи до преска беа живи, сега се брутално убиени. Кој би можело да го направи? Какви луѓе има тоа на чудо, значи. Бутот полека се разоткри. Јас сум отписален од така наречена клешта. Се вади. И како што може да видите, останките се разоткриени. Драги гледачи, да не забораваме идни студенти, затоа што ова е научно-публицистичко видео. Да, токму така колега, јас се согласувам со вас. Ова е научно-публицистичко видео со кое што јас спремам да го мислам што. Планирам да го спремам од докторат. Паметно. Мислам дека ќе успеам во тоа и на едно 22 години ќе имам докторат. Нема да имам. Покрај 65 годишното студирање, драги гледачи, он на 23 годишна возраст. Тоа е извонредна возраст. 65 годишно искуство. Значи, мојот драг колега Стефан Ачимович, познат како Хорацио. Хорацио Кейн. Токму така колега. Ќе ги потопиме во восок, за да бидат за секогаш. Не се докажав. Он на 23 години ќе има докторат. Треба да се огледате на него. 65 години искуство. На 23 години докторат сега ги спрема. Во областа на автомобилската механика. А сега сум хирург на изворени се. Живи мајка. Јас се колнам. Живи мајка, јас се колнам нека е така. Иска кулецот ќе го потопиме во восок. Меѓутоа, колега, пазете, не го запалите. Леле, му изгора ногата. Абе, вие му ебавте матерно с какулецот. Абе, нема га. Добар. Абе, со кој преште маа, Не знам. Одлични работи се ова. Одлично. Ова е неверојатно. Одлично презервирано. Веќе почнува крцка. Почна ми течат лиги, би можел да го вкусам, меѓутоа овој беше мој колега. А ова беше громорозното пачиште што губи. Ете ги тие двајца, сега ќе го останеме, ќе ги оставиме вие на нашиот драг колега Боки што ќе дојде утре, земен од кампот Арион. Тој беше нашиот колега беше таму за да испита убиство на мравки или пак беше за убиство на комарци, не ми текнува. Не.